Пописот покажа катастрофални резултати кога е во прашање масовното иселување на младите, кое е особено изразено во помалите средини. Но тоа помина без некое поголемо внимание во јавноста, а особено ке властите. Според младите мора итно да се стопираат овие погубни процеси за државата, а главната причина за нив било малото или никакво учество на младите во општествените процеси, вклученоста во носењето на одлуки на локално ниво, како и пристапот до вработување. Не се вклучени во процесот на донесување на одлуки, не се воопшто ни прашани, кога се носат локална младинска стратегија, локален буџет за млади, а понатаму не се дел од немаме оформен локален младински совет кој што треба да носи одлуки, да предложува точки на дневен ред во општината и кој што практично треба да ги застапува младите пред општествените чинители, односно пред советниците и пред градоначалникот и пред работата на општината. Се мерело учеството на младите на три полиња: политичко, економско и социјално. Нашата држава и општината генерално во сите социјални аспекти немаат посебна графа и не водат посебна статистика за младите. Недостатокот на зголемени превентивни механизми за намалување на младинската сиромаштија. Тоа се пред се во процесите на образование, односно системските пречки кои што практично ги оставаат младите без образование. Понатаму социјалната заштита, здравствената заштита, условите за живот за младите, недостасуваат центри за ресоциализација на младите во содружи со законот, центри за рехабилитација на млади корисници на дроги, младински центри каде што во континуитет би се одржувале соодветни обуки како за важноста од формалното, така и за важноста од неформалното образование. Секако главна причина за иселувањето е економскиот момент, односно неможноста за вработување и ниските примања. Треба да се обезбедат можности за брзо вклучување на младите на пазарот на трудот, нивна брза активација, што значи дека не треба да се дозволи тој период на долгорочна невработеност, кој што негативно се одразува врз човечкиот капитал. На некој начин би се превенирало она што значи нивна поттикнување за нивно иселување од државата. Младите велат дека ако не се подобрат работите, својата иднина ја гледаат надвор од Македонија. Не се покажува интерес за практичната работа, практичната настава, туку повеќе се однесува на теоретскиот дел и тука на некој начин сметам дека имаме голем недостаток и ние самите, значи како работна сила, а тоа понатаму и ќе се одрази кај работодавците. Па во иднина искрено тука не, во Македонија, бидејќи не знам, се уште немам добро размислено, ама знам дека нема да биде нешто тука. За да се подобри оваа ситуација, потребна била соработка на сите надлежни институции во државава, што засега била далеку од потребното ниво.